Заврши седмото издание на меѓународниот фолклорен фестивал Ѓорѓувденски обичаи, песни и ора, што секоја година се одржува во организација на фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов од Оризари. Манифестацијата секоја година се одржува во месец мај, но годинава поради пандемијата со COVID-19 беше одложена за септември. Освен онлайн издание, во саботата се одржа и во дворот на Домот на културата во Оризари, според сите протоколи за заштита од вирусот, но без играорни групи, туку само инструментална изведба на песни и ора на оркестрите од Оризари, Кочани и Радовиш. На најдобар начин се оживува и вреднува минатото и се стави во функција на културните и фолклорните придобивки, познавањето на традициите и нивно презентирање, како што се биење млеко, правење масло, зелник, баница, повече. Последно со инструментална изведба, песни и ора на оркестрите на домаќинот фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов од Оризари, фолклорниот ансамбл Мугри од Кочани, ансамбл за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани и фолклорниот ансамбл Китка од село Раовица, Радовиш. Концертот помина се најдобро на 13 септември. Исто така може да кажем дека на втората фестивалска вечер на 35-тото јубилејно издание на меѓународен фолклорен фестивал Стебанско здравоживо свој настап имаше и фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов од Оризари. Овој фестивал се одржува онлайн. Од групите од странство, онлайн учествуваа оркестрите на Младинскиот културен центар, Босна Арт од Стјепан Поле, Грачаница, Босна и Херцеговина, Културно-уметничкото друштво Игало, Херцег Нови, Црнагора, Кут Медвеđа од Трстеник, Србија и Културно-уметничкото друштво Младост од Босилеград, Србија. Како тековна активност, на 19 септември фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов ќе настапи во Ораовица, Радовиш, на фестивал, но повторно со оркестар, бидејќи така налагаат условите заради пандемијата. Преку фестивалот Ѓорѓувденски обичаи, песни и ора се чува материјалното и духовното наследство, како што се песните, ората, обичаите, а со тоа всушност се негуваат традиционалните и културните вредности и се пренесуваат на идните генерации. Проектот финансиски е поддржан од Министерството за култура, општина Кочани и приватниот сектор.